Има ли кои што му се јавиле? Драги гледачи, знаете и сами дека секоја емисија ви нудиме нешто ново. Овој пат во предлог оди новиот хуманитарен концерт кој што се одржува во Охрид на плажата Кадмо, кој што е организиран од страна на Сдружение на граѓани епилепси. До мене се дел од организацијата, тоа е Даниела, Дејан и Сања. Здраво и добре дојдовте во нешто ново. Здраво. Јас сум Даниела. Браво. Може. Даниела, најпрво ќе започнам тебе да те прашувам. Како се чувствувате затоа што еве сте дел од организацијата на еден ваков хуманитарен концерт кој што ова не е мала работа, затоа што се случува прв пат во Охрид. Како се чувствувате и дали сте задоволни? Дали го добивте тоа што го очекувавте? Да, прекрасно се чувствувам. Прво лично мене ме засега, значи ова е концерт за да ја пробудиме свеста на народот за епилепсијата, затоа што тие деца воопшто не се ништо виновни, како што родителите веќе дома ги кријат. Значи треба да ги извадиме надвор, да видат луѓето дека тие деца постојат и дека епилепсијата значи не е заразна болест. Епилепсијата е состојба на мозокот. Треба малку и да обратиме пажња на тие деца, значи има скроз нормални дечиња што имаат епилепсија, функционираат нормално, значи има доста познати личности со епилепсија и што не кријат. Кај нас во Македонија за жал страшно е, мислам бројката е многу поголема од таа што во болниците ја прикажуваат. Да. Дејан, вие ни доаѓате токму од Прилеп, од каде што и се засновало ова Сдружение на граѓани епилепсија. Од кога ова Сдружение официјално постои, како и вие како председател објаснете ни нешто повеќе околу тоа. Да, Сдруженијето епилепси, значи Сдруженијето на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија е основано кон крајот на минатата година, значи 2013 година. Целта на основањето ни беше да ја пробудиме свеста за епилепсијата, токму и тоа е насловот на оваа кампања со која што започнаме со овој хуманитарен концерт, да ја пробудиме свеста кај општеството за епилепсијата, кај лицата болни со епилепсија, значи да не се срамат, да не се плашат од оваа болест, дека не е се изгубено. Едноставно да им искажеме поддршка, дека не се сами, дека може да сметат на нас како организација и се надевам на што поголем број помасовно присуство на ваквите хуманитарни концерти и други настани со кои што ја искажуваме нашата поддршка кон овие лица. Да, во право сте. Ете тука некаде и ние и Сања исто така во организацијата на овој хуманитарен концерт, но Сања, малце да избегаме од темата. Значи јас сум млад автор, ова е мојата прва книга, Подарок за ангелот, и сум нов член на Сдруженијето на родители на деца со епилепсија, администратор во Битола. За што се работи? Во оваа книга, значи, овие се кратки раскази на најразлични теми. Значи, скоро сите се според вистински настани. Али, значи, планираме да има и промоција во Прилеп, каде што продажбата од книгата на Подарок за ангелот ќе одат во донација за децата со епилепсија. Значи, се со цел да се помогне и да се пробуди свеста на граѓаните и на луѓето дека тие деца, значи, се исти како нас. Еве ни покажавте дека вие сте луѓе со големи срца покрај овај концерт. Се надевам ќе има уште многу други. Благодарам што одвоивте време за нашата емисија Нешто ново и ни кажавте нешто ново за да знаеме. Ви посакувам многу успех понатаму и уште многу успешни концерти да имате. Благодарам. Ви благодариме.